Драги гледачи, добродојдовте во најновото издание на Инфорегион. Наш соговорник денеска е господин Отемил Јаневски, председател на локалниот огранок на партијата Знам и кандидат за изборна единица број 4 од оваа партија. Господин Јаневски, добродојдовте во најновото издание на Инфорегион. Добар ден, Дарко, вас во студиото и добар ден на сите следачи на Инфокомпас. Она што сакам да ве прашам на почеток, како партија освоивте околу 3600 гласови во Прилеп на првиот круг од претседателските избори, кои што беа неодамна, пред неколку денови. Како го оценувате овој резултат? Го очекувавте? Изненадување за вас? Јасен е трендот, граѓаните сакаат промени и очекуваме дека дополнително ќе растеме. 3600 гласови не се малку, ако се има во предвид дека сме формирани како движење неколку месеци. Меѓутоа, јасна е пораката на граѓаните, оваа власт е во заминување, а ние за скоро време ќе бидеме главниот политички субјект во оваа држава. Кои се вашите очекувања за вториот круг од претседателските избори, но воедно сега започна и парламентарните избори, како што кажа, вие сте еден од кандидатите за изборна единица број 4. Нашиот број на гласови дополнително ќе се зголемува. Ние имајте во предвид дека ние имаме кандидат за председател на државата, кој што дефинитивно беше најдобар кандидат од сите кандидати за председател на државата, но со оглед на тоа дека, како што реков, постоиме само неколку месеци, немаме доволно изградена инфраструктура, нашиот кандидат освои 84.000 гласови. Од овој момент па натаму, верувајте ми, огромен број на граѓани ни пристапуваат, голем број на граѓани, не само во Прилеп, во цела држава, тоа е тренд и тој тренд ќе продолжи. Се надевам дека ќе имаме голем број на пратеници. Сакате да кажете дека овој резултат ви беше ветер во грб? Овој резултат апсолутно ни беше ветер во грб, се ослободија граѓаните, масовно ни пристапуваат и ние влегуваме во парламентарните избори како едни од фаворитите повеќе од сигурно. Претходно се плашеа од нешто да ви пристапат како партија? Па во ова општество очигледно постои страф. Постоеше страф и во претходниот систем, кој што го предводеше ВМРО ДПМНЕ, постои страф и денеска, бидејќи естаблишмент партиите ги користат сите методи да ги заплашат граѓаните. Апсолутно сите методи. Од закани за губење на работни места, од понуди за вработувања, од финансиски средства, од политички конструирани кривични пријави, сите апсолутно механизми кои што може една власт да ги користи. Еве, во контекст на ова, како ја оценувате досегашната кампања и на претседателските избори, но и почетокот еве на парламентарните? Самиот ден на изборите беше коректен апсолутно. Меѓутоа, претходно вие видовте дека единствен кандидат за председател од осамостувањето на Македонија кој што воочи изборите имал кривична пријава, тоа е Максим Димитриевски. Страшен притисок се прави врз нашиот председател на движењето и председателскиот кандидат. Од друга страна пак, неправеден е изборниот законник. Партиите кои што се најголеми се до овој момент во Македонија, СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, од ДИК имаат определено повеќе од 10 милиони евра. За споредба само, за парламентарните избори ние имаме на располагање за представување во медиумите како платена политичка програма 9.000 евра. И сега, ако направите споредба, ќе видите дека нас не нема практично во медиумите и ние ја користиме секоја можност да се представиме во оваа неравноправна трка пред граѓаните. Секако тоа треба во иднина да се менува и да се даде еднаква шанса на сите, а граѓаните се оние кои одлучуваат на кого ќе одадат својот глас. Овие денови имавте големи критики кон практично сите членови на Знам. Ве нарекуваат со разни зборови на социјалните мрежи, па дури, ајде така да се изразам, дури и предавници. Се чувствувате ли дека некако го предадовте? Апсолутно не. Прво, ова движење во своите редови има членови и симпатизери на двете партии. Да речеме, председателот на општинската организација во Кавадарци беше председател на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ, председателот на општинската организација од Гевгелија, член на ВМРО ДПМНЕ. Во стартот бевме обвинувани од ВМРО ДПМНЕ дека практично сме спас за Социјалдемократскиот сојуз. Денеска пак кога очигледно е дека не сме тоа, туку сме партија која постои сама за себе, обвинувани сме од СДСМ,
дека имаме некаков договор со ВМРО ДПМН. Апсолутно никаков договор немаме со ниту една политичка партија. Кај нас зборот е збор. Ние дадовме збор пред граѓаните дека сами ќе одиме на избори и сами појдеме на избори. Кога го видоа нашиот изборен резултат, уплашени од дебаклот кој им се случува денеска, за жал најголемите критики или црната кампања против нас ја води раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто да е така? Имаш и вчера обвинувања дека секој глас даден за знам е глас за ВМРО ДПМН. Имате ли пред сега разговарано со... Не, немаме разговарано со никого за коалиција. Ниту пред изборите, ниту во овој момент. Апсолутно со никого. Одите сами? Сами одиме, а каква ќе биде нашата одлука после изборите, тоа зависи од органите телата на партијата. Во никој случај ние нема да направиме чекор кој што ќе им штети на граѓаните на нашата држава и на Македонија. Во никој случај. Меѓутоа, ние своите одлуки ги носиме низ органите и телата на партијата. Повторувам, до овој момент немаме разговарано, немаме преговарано, ниту договорено коалиција, ниту со ВМРО ДПМН, ниту со СДСМ. Нашите пораки досега се јасни. Ние нема да влеземе во ниту една постизборна коалиција со ДУИ, заради тоа што апсолутно ДУИ е злосторничко здружување кое што со пушка влезе во парламентот, потоа ги завзеде министерските фотели, гледаме по кабинетите си играат фудбал и кошарка наместо да служат на интересите на граѓаните, а денеска прави буквално упат во обвинителството и судството. Исто така нема да преговараме со ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Членовите и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН, ни се драги наши сограѓани, ние ги почитуваме апсолутно сите нив. Меѓутоа, раководството на СДСМ, кое што само себе си треба да си забележи за неуспехот на овие избори кои што го доживува, апсолутно не ни е во предвид воопшто да разговараме и да преговараме, а со ВМРО ДПМН до овој момент апсолутно немаме никакви разговори за коалицирање. Не коалицираме со никого пред изборите, како ќе се однесуваме после изборите зависи од повеќе фактори, се разбира. Кога го спомнавте албанскиот фактор во Македонија, од една страна имаме ДУИ, од една страна албанската опозиција, која што исто така вчера постави услов дека без уставни промени нема коалицирање, односно нема да бидат дел од владата. Па да го повторам, председателот на движењето знам, само на Пилевски и без петел ќе осамни. Значи, уставни измени под диктат, под овие околности апсолутно не доаѓаат во предвид. Сметате ли дека е можна влада во Македонија без албанска партија? Не, сметам дека албанските партии треба да ни се приклучат и сметам дека треба да изслужат на интересите на оваа држава. Доколку се работи за проблем или за напад на идентитетот на албанската заедница во Македонија, тие поинаку се однесуваат. Овој пат загрозен е идентитетот на најголемата етничка заедница во Македонија, а тоа се македонците, и сметам дека како наши сограѓани, кои што живеат по оваа наша држава, треба да ја респектираат, ама и да ги респектираат интересите на македонскиот народ, за да можеме заедно да продолжиме да ја градиме оваа наша држава. Сметам дека апсолутно невозможни се уставни измени под овие услови под кои што се сега. Ние еднаш разговаравме во ова студио, Дарко, се сеќавате. Невозможно е во момент кога не се признаваат правата на македонците, ниту се признаваат македонците како засебен народ. Во нашата држава, не пак во Бугарија, кога тврдите дека вашиот устав е таков како што е граѓански и дека е невозможно да се признаат индивидуални, односно колективни права, туку само индивидуални, политичка перверзија е континуирано да правите притисок врз соседната држава, која што ја нарекувате братска, да направи измени во уставот. Зошто за нас не би важеле, како и за сите земји членки кандидати за членство во Европска унија, копенхашките критериуми? Зошто постојано за нас мора да има некакви случаи? Треба да престанеме со распродажба на македонските национални интереси, на македонскиот идентитет и јазик. Лага е дека со преговарање за историјата не се распродава македонскиот идентитет. Историјата е битно обележје на идентитетот на народот. Исклучително битно. Ако ние не си ги знаеме нашите корени, како ќе ја градиме нашата иднина? Од тука сметам дека новата влада, без разлика дали ние ќе учествуваме во незе или не, првенствено треба да изслужи на Македонија.
Што со бугарскиот и со преспанскиот договор, доколку станете дел од владата? Како ќе се однесувате кон тие прашања? Па, знаете, придобивката од преспанскиот договор беше влегувањето во НАТО и НАТО е безбедносен чадор кој што апсолутно носи безбедност и тука немаме дилеми. Меѓутоа, нас ни беше ветено дека со потпишување на преспанскиот договор практично почнуваат и преговорите со Европската Унија, што не се случи. И се поставуваат нови услови. Од тука јасно е дека преспанскиот договор е завршена работа, а што се однесува пак до влегувањето во Европската Унија, ние најпрво никој не спречува да си ја завршиме домашната работа. Ние 33 години ги растураме институциите на оваа држава. Во овој црно-сив свет во кој што постојано две политички гарнитури се менуваат на власт, а дополнително 20 години пинг-понг си игра дуи со нив. И тоа треба да престане, дуи треба да се детронизира, да дојдат нови политички субјекти, да почнеме да си ја завршуваме домашната работа. Тоа значи дека треба да се однесуваме кон Македонија и кон незините институции онака како што деликува, како што го прават тоа европските држави, а се после само по себе ќе си дојде. Треба да го подобриме животот натре во нашата држава, а во исто време професионални дипломати да си ја завршат работата спрема надвор, а не партиски послушници. На партиските членови, местото им е по партиските штабови. Не може секој за се да го бидува во оваа држава. Не може да поставувате амбасадори, дипломати, конзули надвор кои ќе не представуваат надвор од државата само затоа што се лојални членови на одредени политички партии, тоа треба да го направат професионалци. Кога станува збор за подобрување на квалитетот на живот, неминовно тука е поврзан најгорливиот проблем на Македонија што го има во моментов. А тоа е иселувањето на младите, па и на старите во последно време. Значи гледаме дека дури и бизнис секторот едноставно не може да функционира. Имаше воведување, односно доаѓање на жители од Непал да работат по прилепските компании кои што избегаа едноставно од Македонија. Како да се реши тој проблем? Младите не бегаат секогаш заради парите, него бегаат од тоа што не можат да се справат со системот во државата. Апсолутно. Младите најмногу бегаат заради тоа што не чувствуваат дека постои правна држава. Ние немаме правда во државата, воопшто. Ние бевме сведоци пред неколку месеци, повеќе месеци, во парламентот се изгласа закон со кој што се легализира криминалот на државните функционери. Тоа го направи СДСМ и ДУИ, а ВМРО ДПМНЕ обезбеди кворум во парламентот. Може да го напуштат парламентот како што тоа често знаеа да го направат. Тие велат дека биле тука за да гласаат против. А претходно кога го напуштаа парламентот за да не успее гласањето на законите, зошто не гласаа против? Јасно беше дека мнозинството го немаат. Ако го немаат мнозинството и знаат дека законот ќе помини со присуството нивно во парламентот, тогаш требаше да заминат од парламентот како што заминаа за, да речеме, законот кој што беше понуден за амнестија на затвореници. Има ли шанси да се промени овој закон? Апсолутно има шанса да се промени. Кој е вашиот став на партија? Нашиот партиски став е повторно враќање на делото злоупотреба на службена положба и овластување и предвидување на казна затвор од најмалку 10 години. Исто така, незастарување на делата поврзани со криминалот на државните функционери и корупцијата. Мора во оваа држава да постои казнивост. Кога преземате одговорност да водите држава, не може само да ги црпите благодетите и ресурсите кои што таа држава ви ги нуди, туку да преземете и одговорност за лошото поведение кога владеете. Законот мора да се, измени на кривичниот законник мора да се донесат, мора да претрпат измени, повторно да се врати делото за злоупотреба, а во исто време безбедноста на државата да се подобри. Ние сме сведоци на убиства секојдневни. Ние во Шишабар имаме убиство малте некако во филмовите, маскирани лица бреgoја и убиваа луѓе. Мора тоа да запри, мора да се врати ако сакате позорникарската служба. Кога имавме полицајци буквално во секој мало кои ги чувствувам некако своји. Не смее полицијата да се отуѓува од народот. Треба да престанат партиските вработувања во полиција. Департизирање на институциите кои носат безбедност и оние кои што се задолжени за делење на правдата во Македонија. Во Прилеп, кога станува збор за безбедност и полицијата, имаше навистина еден чуден случај кога затворската полиција штрајкуваше и се уште е во некаква фаза на протест, се плашат за својот живот
од осудените лица кои што се во затворот во Прилеп. Па тоа се ви кажува. Само на хартија полицијата има овластување во оваа држава. Ние бевме сведоци не само што се плашат затворските полицајци, туку шамарење на полицајци во Скопје со аферата со ПАЕК службата, понижување на полициските офицери секојдневно по улиците. Не ги доживуваме како своји. Тоа мора да престане. Треба да знаеме дека полицијата е сервис на државата, дека во оној момент кога не извршуваме наредби на полициските службеници на улица, ние не си ја почитуваме сопствената држава. Полицајците се државата буквално на улица и задолжени за нашата безбедност. Никаква причина немаме да напаѓаме полиција ако не сте загрозени лично. А дури и ако полицајците ја прекорачат ги прекорачат своите овластувања, има институции кои што тоа треба да го решат, а не ние физички да се справуваме со нив. Едноставно, во оваа држава мора да има ред. Не може демократијата да ја поистоветуваме со анархија. Демократијата значи почитување на нашите права, ама и ние сте должни да ги почитуваме правата на сите, а првенствено да си ја сакаме и да си ја почитуваме Македонија и да ја градиме онака како што тоа го прават оние земји кои што навистина си ја сакаат својата држава. Излезете надвор во Скандинавија, сосема поинаку се однесуваат, ама и ние таму поинаку се однесуваме. Мора да се однесуваме дома, најмалку како што се однесуваме кога ќе излеземе надвор од државата. На тој начин, ако се однесуваме, ние го фаќаме приклучокот кон Европска Унија без да ги распродаваме собствените интереси, национални интереси. Би сакал во овој втор дел од интервјуто да се навратиме на прашањата и проблемите кои што ги има општина Прилеп, Пелагониско регионот, еве да почнеме од инфраструктурата. 30 години останаваме слепо црево. Апсолутно. Значи, двата најголеми градови во Македонија, Прилеп, Битола, Пелагониската котлина, која што со многу учествува во бруто домашниот производ на Македонија, едноставно остана одсечена. Дефинитивно запоставен е Прилеп. Вие немате пристоен прилаз кон градот, ниту излез од градот, ниту кон Битола, ниту кон Скопје. Ние за да појдеме во Скопје 130 километри, 2 сати треба да возиме, поготово заради слепите црева кои што се по патот. Гледаме Плетвар на што личи се гради 10 години, а при тоа Прилеп имаше 2 министри за транспорт и врски. Тоа се Јанакиевски и Сугарески. Апсолутно, тоа е заради полтронскиот начин на однесување на политичките авторитети од Прилеп и сервилноста која што имаат кон структурите во Скопје. И мора да се бориме за собствениот град. Дозволете ми сега да направам споредба и со пратеничките листи. Вие имате пратенички листи од СДСМ и од ВМРО ДПМН во кои што нема првите места не се представници од четворката. Вие го имате Николовски и Милошевски кои што живеат во Охрид и во Кичево и не излегуваат пред своите граѓани да бидат гласани во петката, туку идат да бидат гласани во четворката. Да речиме, Венко Филипче, по потекло е од Охрид, роден е во Скопје, живее во Скопје, иди да биде кандидат за пратеник во изборна единица 4. Тоа го покажува односот на овие две партии кон нашиот град. Едноставно немаат доверба во своите политичари од Прилеп, од Струмица, од Кавадарци, од Неготино. Поготово од Прилеп. И заради тоа Прилеп, кој што е темелот на оваа држава, да се разбере, Прилеп ја има изградена оваа држава. И низ културата, првиот театар е отворен во Прилеп, и низ писменоста, ако сакате. Основоположник на македонскиот јазик е Марко Цепенков, кодификатор е Блаже Конески, сега брзо иди денот на македонската азбука. Граматиката е направил Круме Кепески. Ние огромни жртви во крв имаме дадено. Ние сме единствен град херој од Македонија во поранешната Југославија како резултат на заслугите кои што Прилеп ги имал во борбата против фашистичкиот окупатор во нашата држава. Куманово е град првоборец и во Македонија нема други градови кои што се здобиле со титула. И ако е така како што кажувам, а така е, тогаш Прилеп мора да го има посебното место во нашата држава, како основоположник на современата македонска држава. Очигледно... За жал, Прилеп не успева да се избори за собствените интереси, заради тоа што, внимавајќи на нашите политички кариери, ние се однесуваме сервилно кон нашите претпоставени во политичките партии и тоа мора да запре по цена
на жртва на нашите политички кариери. Ние од движењето знам нема така да се однесуваме и спремни сме да се бориме за нашиот град по секоја цена. Да, очигледно е дека не сте задоволени и лично како Прилепчанец од состојбата на градот, но и како партија. Која е вашата програма за Прилеп? Што предвидувате? Со што ќе излезете пред граѓаните? Па прво што се однесува до проектите кои се однесуваат на државно ниво, тие не се однесуваат само на Прилеп, се однесуваат за граѓаните на Република Македонија. Она што ние предвидуваме во нашата програма е, да речеме, самоодржлива држава. Тоа значи сами да си произведуваме електрична енергија. Со производството сами на електрична енергија, ние практично го заштитуваме џебот и на нашите граѓани, но и на фирмите во услови на енормно покачување на електричната енергија, како што беше пред 2 години, кога цената на берзата на електричната енергија дојде до 1000 евра по мегават час. Ако сами произведувате електрична енергија, вие можете да интервенирате на цената која што дома ја продавате и со тоа да влијаете врз стандардот на граѓаните, да го подобрите, меѓутоа и да влијаете на битна ставка практично на трошоците на фирмите. Од тука ние предвидуваме изградба на повеќе проекти ширум државата, како што се, да речеме, 2 гасни електрани во Скопје и во Неготино, потоа 12 хидроцентрали по Вардарската долина, Чебрен да се заврши, ама со наши средства. Ние не смееме да си дозволиме водата како основна суровина за живот, да им ја даваме на странците, а тие нас да ни продаваат електрична енергија. И гасификација во најмалце 70% од нашата држава. Тоа значи дека потребно да се изградат гасоводите Неготино, Кавадарци, Битола, Скопје, Тетово, Гостивар и Гостивар, Кичево, но интерконекција со Грција исто така, со гасоводна мрежа и на тој начин ние ќе покриеме повеќе од 70%, вклучувајќи го Прилеп со гасификација, а тоа поприлично ќе го подобри животниот стандард. Останатите проекти кои се однесуваат директно на нашиот град треба да ги сочуваме и за локалните избори, бидејќи ние не сметаме дека ќе бидеме партија која што еднократно ќе трае, туку во идниот период очекуваме само да растеме. Конкретно за Прилеп, во однос на земјоделието, дали имате нешто предвидено, бидејќи и Пелагонија и Прилеп се земјоделски градови, особено тутунопроизводството кое што секоја година има некаков проблем, штрајкови. Како тоа да се реши во иднина? Тутунопроизводителите навистина беа маргинализирани претходниот период. Оваа година навистина подобрена е цената и субвенција се даде од 100 денари и треба да расте. Треба да расте цената на тутунот и да се зголемува континуирано субвенцијата, бидејќи мачна работа е тутунот. Меѓутоа, ние како држава мора, за да станеме самоодржлива држава, сами да си ја произведуваме храната, со оглед на тоа дека тутунот на полесни ниви се сади најчисто, на ниви од 4-та категорија, ние имаме предвидено нивите од 1-та до 3-та категорија да бидат пренаменети за производство на храна. Ние гледаме кога одиме од Прилеп спрема Битола, дека практично Пелагонија е празна, не е воопшто посејана со култури кои се наменети за прехрана. Од тие причини потребно е апсолутно да го зголемиме производството на храна. Предвидено исто така имаме форсирање на синџирот од нива до трпеза, што значи само и да си ја преработиме храната наместо да ја извезуваме, а за тоа се потребни субвенции пак на производителите на храна. Тутуно производството жал ми е што пополека замира и се помал број на семејства се занимаваат со тутуно производство, но реално погледнато тоа е и заради намалувањето на бројот на жители во градот и иселувањето континуирано и на младите и на постарите. И бараат среќа надвор од оваа држава, во онај момент кога ќе ги задржиме нашите сограѓани во нашиот град, а дополнително ќе го субвенционираме тутунот и ќе се зголемуваат цените, ќе се зголеми цената на тутунот, односно ќе се усогласи со трошоците на живот во нашата држава, сигурно ќе се зголеми производството на тутун. Во однос на здравството, дали имате предвидено некакви други проекти? Апсолутно да. Ама прво, она што сакам да го кажам е дека професионалци треба да го водат здравството. Ние не може партиски кадри да згрижуваме. Вчера баш се снимав пред болницата, Прилепска, и ние имаме ситуација во која што континуирано умираат луѓе во Прилепската болница. Умираат родилки,
умираат луѓе заразени од сепса, од различно и интерхоспитални зарази. Умре бездомник пред клупата на болницата. Замислете, пред болницата лежи човек, пред смрт и никој не му помага. А во исто време 50 медицински сестри и останат медицински персонал, кој што во услови на корона ги жртвуваше своето здравје, својот живот за да им помогне на своите сограѓани, работат со договор на дело, без да бидат здравствено и пензиско осигурани. Тој е односот на оваа власт реално кон вработените во здравството. Од тие причини, најпрво, професионалци треба да ги водат здравствените установи, бидејќи тоа е сензитивен дел на македонското општество. Сите кога имаме проблем одиме на болници и очекуваме помош. Таму има луѓе кои што не знаат да ви стават инекција. Не можат вена да ви погодат за да ви земат крв, бидејќи се партиски вработувања. Ширум државата пак преовладуваат дуи. Не го познаваат, има луѓе во плебската болница, да појдете кои не го познаваат македонскиот јазик. Не можете да им кажете што вие за каде чекате. Во Прилеп, замислете како е во Република Македонија. Од тука вработување може да има во здравствениот систем, имаме и одлив на кадри, меѓутоа исклучиво професионалци. Дополнително предвидуваме зголемување на платите на лекарите од најмалку 20%, за да спречиме одлив на лекари надвор од нашата држава. Зголемување на платите на медицинските сестри и останатиот персонал вработен во здравството од најмалку 50%. Зголемување бесплатни здравствени услуги за сите наши граѓани. Така беше до 90-та година и никаков проблем немаше здравствениот систем. Ние го растуримне, го копираа скандинавските земји и денеска ние прашуваме и бараме ум какви реформи да направиме во здравството за да ни се подобри состојбата во здравствениот систем. Па само треба да ги примениме мерките кои што важеа и беа на сила до 1990 година. Исто така предвидуваме примена на алтернативни и компаративни методи во секој сегмент на здравствениот систем. Предвидуваме по собствен избор граѓаните да изберат во која здравствена институција сакаат да пристапат за да добијат здравствена услуга, наместо да бидат оценувани. Зборуваме дали приватна, дали државна? Дали приватна, дали државна, апсолутно. Државата мора да изнајде начин, средства во буџетот за да обезбеди она што е најбитно, да обезбеди средства за граѓаните да се лечат. Животот и здравието на нашите граѓани е најбитен во секој случај. И поприлично голем број на мерки имаме предвидено во програмата што се однесува на здравствениот систем. Да, мора да потенцираме дека навистина имаме огромен недостиг на медицински персонал. Мислам дека сега правевме прилог дека 50% од бројот на потребни медицински сестри на ниво на држава го нема, едноставно е иселен, особено во Германија. А кога станува збор за смртните случаи во болницата, морам да кажам дека според државниот здравствени санитарен инспекторат тие не најдојавина во општата болница Прилеп и ситуацијата, мислам, тие случаи беа затворени. Да, и состојбата во болницата е прекрасна, нели? Имате катастрофална состојба на болницата должи неколку милиони евра кон институциите низ градот. Не најдојавина кај родилките кои што умреа. Имате бездомни кој што умира на клупата пред болницата. Никој не пристапува да му каже помош. Апсолутно тоа е за тоа е виновен менеджерскиот тим на болницата. Во болницата вие имате директор кој што беше претходно пратеник, кој што немал никаква допирна точка со здравствениот систем. Никаква допирна точка. Кети Смилеска апсолутно не е здравствен работник. Нема доволно стручни лекари кои што може да се грижат за состојбата во болницата. Па мора да носиме партиски војници во здравствените институции, онаму каде што ние сите како граѓани одиме за да побараме услуга здравствена за нашето здравје и здравјето на нашите деца, нашите најблиски, нашите родители. Тоа е начинот на кој што ова власт или ова раководство на СДСМ се однесува кон институциите. И постојано вината се бара кај некој друг. Ви имате представник сега, трет на листата на Социјалдемократскиот сојуз за пратеник, кој што дојде како председател на СДСМ, кога СДСМ имаше 24.000 гласа. Па, во 7 години
Изгубени се 15.000 гласа и вината секогаш е кај некој друг. И тој сега ви е трет на листата. Беше председател на СДСМ падна на 17, на 14.000, сега има 9.600. И виновен е некој друг, никогаш одговорноста не се бара кај себе си. Одговорноста треба да се побара кај себе си. Кај начинот на кој што се однесувате, не само кон институциите на држава, таа катастрофално се однесуваат, ја доизираа Македонија, туку и начинот на кој се однесувате кон своите граѓани, кон своето членство, ако сакате. Луѓето едноставно немаат доверба во раководството моментално Социјалдемократскиот сојуз. Не дека е различна нешто состојбата во ВМРО ДПМН. Вие ги имате таму и Николовски и Милошевски, кои што од времето на Груевски беа во председателството на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, денеска имаме ние власт, зашто да ја критикуваме опозицијата? Опозицијата е надвор од институциите на системот, освен од парламентот. Не ја води владата, не ги предлага мерките. Потребна е промена на овај црно сив или како што Бован во Скопје вели, овај политички свет стана црно-црн. Потребни се промени, потребен е однос кон сопствената држава како кон својата тковина, а не како место од каде што само треба да се црпат ресурсите и колку можеме повеќе да извлечеме за себе, а ништо практично да не придонесуваме за државата, односно за иднината, ако сакате, и на нашите деца, кои што секој дневно бараат карта во еден правец. Заради ваквиот пристап и кон граѓаните и кон институциите на државата. Овие личности кои што ги спомнавме од СДСМ и од ВМРО ДПМН не се моментално во студиото, не може да се одбранат. Одговор како медиум ќе побараме од нив за овие ставови што ги изнесовте. И за крај, А јас сум спремен да се соочам кога сакаат, на кој сакаат медиум. И ќе ми биде драго да не бегаат од дебата, бидејќи ние ако се сакаме да бидеме гласани од граѓаните, ние треба да се понудиме пред граѓаните со тоа кој сме и каква програма нудиме. И да се соочиме, се разбира, во коректна политичка дебата, со аргументи кои се однесуваат на институциите кои сни ги воделе и апсолутно граѓаните на крајот на денот да ценат на кого да му ја дадат довербата. За мене можат да зборуваат каков менаџер на Водовод сум бил. Како сум се однесувал во Победа, знаете. Кога Победа и беше најтешко и беше пред испаѓање во втора лига, да ви кажам еден пример, јас појдов како председател на Победа. Јас од Победа излегов прво без еден денар на доместок. Со 5.000 евра, мои лични средства, од кои 2.800 ги зедов од поранешниот градоначалник, за да платам котизација за учество во втора лига. Победа остана во втората лига таа година, а потоа направиме тим кој што влезе во прва лига. Заминав пред влезот на Победа во прва лига, ама Победа во моментот кога заминав, како од местото председател на Победа, беше 9 бода пред најголемиот, најсериозниот кандидат за влез Беласица. А Миле Талески на Фейсбук имаше објави против мене. Сега го повикува Миле Талески да застане на чело на позицијата председател на Победа и да ја внеси Победа во прва лига. Така се покажува. Го гледате Миле Талески кај што се фали со проекти кои што ги направил некој друг. Кој проект Миле Талески го има реализирано? Искрено е да ми одговори. И да дојде на дебата да ми каже. Освен што е урни со СДСМ. Дали има некаква заслуга во било кој дел од општествениот живот на Пелеп? Дали има учество во изградба на проектот на езерото? Или се фали со резултатите од водовод, например? Каква улога има во резултатите од водовод? Освен што е шутна топката на стадионот, каков придонес имаше да се вратат граѓаните на стадионот Гоце Делчев градски? Тој стадионот, се сеќавате дека ВМРО ДПМН како руина го остави, изоран. Па, локалната власт после тоа го доведе стадионот во функција и во состојба каква што е сега. Меѓу другото, ја медитирав за стадионот и имав заслуга стадионот да се врати во функција и Победа да се врати на градскиот стадион, во храмот на фудбалот во Пилеп, за да можат нашите деца, како ние што сме оделе со нашите родители, да гледаат пристојно фудбал во најфудбалскиот град на државата. Што има ВМРО ДПМН направено за фудбалот? Нели критикува дека локалната власт има вина и Победа не е во прва лига? Победа влезе во прва лига кога Борче Јовчевски дојде градоначалник на Пилеп.
Сега се бори за опстанок во втора лига. Ама сега политиката треба да биде надвор од фудбал. Точно е, политиката треба да биде во фудбал. Ама менаџерите на кои што сте им дале доверба треба да го подметнат својот грб за символот на Пилеп за победа. Безпоштедно, без финансиски надомест. Тоа треба да го направите. Сите заедно да побарате помоши од бизнис секторот, онолку колку што можат во рамките на своите можности. Направете нешто за својот град, без да имате лична привилегија. Знаете, ме обвинуваат, секојдневно гледам по телевизиите и морам да реагирам. За какви лукративни интереси зборуваат? Јас си заминав од водовод 7 месеци пред истекот на мандатот. Затоа што сметам дека немам легитимитет да седам. 7 месеци ја поднесов мојата оставка. Не ми беше побарана, останатите функционери не си одеа. На ниту еден начин не можев да бидам разрешен, имав менаџерски договор, а не ми требаја субвенција од општина во водовод воопшто. Заради тоа што во водовод го оставив во најдобра финансиска ликвидност од сите јавни предпријатија во државата. 13,5-14 милиони денари на сметките на водовод со поделени плати имаше во моментот кога се замина од јавното комунално предпријатие водовод и канализација. Плата земаа луѓето пред први или на први. Најдоследно на први. Никаква потреба немаше да си заминам, ниту можев да бидам присилен. Си заминав затоа што чувствував морална одговорност и без никаков финансиски надомест. Не поминав никаде на друго место. Ако сакав лукративни интереси лични да штитам, јас ќе се договарав со ВМРО ДПМН за да останам директор во водовод, нели? Така е нормално. Ние немаме ставена трпеза во знам. Ние цигла по цигла ја градиме го градиме овој политички субјект. Од нула тргнаме, како кујча што се гради од нула. Цигла по цигла. Со својот труд, со желба, со ентузијазам. Нашите членови немаат лукративни причини исто така. Идеолошки пристапуваат и членови на ВМРО ДПМН, и членови на СДСМ, и неопределени граѓани. И поддршката ќе расти затоа што препознаваат промена на црно-црната слика. Земете го примерот во Куманово со општината на Максим Димитриевски. Општина која што должела 12 милиони евра, денеска има 8 милиони евра на сметката, а Куманово секој ден се гради се повеќе и повеќе. Тоа е начинот на кој што треба да се однесуваме кои институциите. Така треба да се однесуваме, како кон сопственото семејство. Така е на тој начин, Дарко, се здобивате со поддршката на граѓаните и ќе ја препознаат. Господин Јаневски, во интерес на времето, граѓаните го имаат главниот збор на 8 мај, со една реченица, која е вашата главна порака до Прилепчани? Па, почитувани сограѓани, имам неуспешен изборен ден на првиот круг председателски избори, освоим незначителен број на гласови, ве повикуваме масовно да излезете и на 8 мај и да го дадете гласот за оние за кои што мислите дека најмногу заслужуваат. Се разбира, ќе ми биде драго ако одлучите да го заокружите број 7 и пратеничката листа на движењето Знам за наша Македонија. Истовремено ве повикувам на 8 мај да излезете масовно и да дадете, да гласате на вториот круг председателски избори за онај кандидат за кој што мислите дека треба да го дадете својот глас. Меѓутоа, не дозволувајте да се случуваат политички игри во изборот на председател, председателот да се избира во парламентот за да одредени политички субјекти од македонскиот блок бидат оценувани, туку легитимитетот председателот да го црпи од граѓаните. Затоа, масовно излезете на 8 мај и дадете поддршка за оние кандидати за кои што мислите дека најдобро ќе ве представуваат. Ви благодарам. Благодарам и на вас за ова гостување. Драги гледачи, тоа беше Емил Јаневски, кандидат за пратеник од редовите на движењето Знам за наша Македонија, а ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.